Бројни мерки за субвенционирање им се на располагање на земјоделците, а за истите постои голем интерес. Истите мерки веќе неколку години со ред ги спроведува владата на Република Македонија, а од буџетот се издвоени околу 6 милиарди денари. Финансиските средства се наменети за поддршка на земјоделскиот сектор, кој се смета за еден од основните стопански сектори во државата. Националната програма за финансиска поддршка е објавена во октомври минатата година. Со програмата за субвенционирање, значи директните плаќања, за 2017 година предвидени се повеќе од 6 милиарди денари да се обезбедат за земјоделските производители, односно поддршка на нивното земјоделско производство. Имено околу 2 милиарди денари поддршка се обезбедува за растителното производство и нешто повеќе од милиарда за сточарското производство. Остатокот до 6 милиарди, односно околу 3 милиарди денари се обезбедени за дополнителни плаќања и поддршка во земјоделството. Согласно практиката во претходните неколку години, најголем интерес има за мерката популарно наречена млад земјоделец, преку која земјоделците можат да добијат финансиска поддршка за започнување свој бизнис. Сите оние кои што ги исполнуваат критериумите добиваат поддршка финансиска од 10.000 евра неповратни средства, нормално не во финансии, во парични средства, туку во опрема, она што е најнеопходно да се започне со занимавање со земјоделски бизнис, додека во мерката 121 за мерката 112 се обезбедени дури 100 милиони денари во почетно, велам, а за мерката 121 почетно се обезбедени околу 850 милиони денари, значи тоа се огромни финансиски средства кои се обезбедуваат за поддршка во земјоделството. Исто така, на земјоделците на располагање им се финансиски средства за модернизација на механизацијата и опремата, која е неопходна за секојдневно практикување на земјоделството, но и набавка на системи за наводнување. Најпопуларна е мерката, како што спомнав, модернизација на земјоделски стопанства, меѓутоа се повеќе се бараат средства и за другите подмерки, меѓутоа роковите, сите рокови ќе бидат објавени дополнително кога ќе бидат објавени јавните повици. Значи, во овој момент се објавени само програмите уште минатата година. По објавувањето на роковите, земјоделците ќе можат да аплицираат за мерките за кои се заинтересирани. За секаков вид на помош во однос на програмите, земјоделците можат да се обратат до советниците во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.